Почитувани гледачи, ова е програмата на Канал Виз во и емисијата Визави на програмата на Канал Виз во кој што наш и ваш гостин ќе биде првиот човек на општина Валандово, господинот Перо Костадинов. Господине Костадинов, добро вечер, добре дојдовте во студиото на Канал Виз. Добро вечер, благодарам на поканата. Поканата до Костадинов е да направиме ретро на она што се случувало во изминатата година како дел на проекти во повеќе области од страна на локалната самоуправа, но пред се и она што доправа таму ќе се случува, а тоа е Фолкфест Валандово како еден значаен белек настан од национален интерес во државата. Господине Костадинов, и во најавата реков дека за некој ден ќе стартува годинашно издание Фолкфест Валандово. Дали како локална самоуправа, како општина кој што го организира ова манифестација од национален интерес, се е подготвено и привршувате со финесите околу овој настан? Подготовките се во тек, не е се подготвено. Фестивалот ќе се случува последните денови од месец мај, на 30 и на 31 мај. Мислам дека тоа е периодот баш пред почетокот и на летната сезона и кога баш Валандово е најубаво и најцветно, кога ја добива својата суштина што му се препишува и низ историјата, така да се подготвуваме. Наредниот период ќе лиферуваме во јавноста и многу повеќе детали, бидејќи знаете, самиот фестивал си има свој менаџерски тим кој што го работи фестивалот. Ќе се случат неколку пресконференции во Валандово на кои што официјално треба да се случува и жребувањето и слични детали да бидат откриени, но генерално контурите на овогодинешното издание се поставени и останува оние детали, пропратни елементи кои што треба да го направат фестивалот одличен, а исто така и во градот да донесеме повеќе и уметници, но исто така и новинари и гости. Така е. Добро, некако скромен сте во откривањето на сите оние настани. Мислам дека не е само 30 и 31 мај, туку и претходните денови нешто ќе се случува во Валандово поврзани со овој фестивал. Така е. Буквално цела недела ќе се случуваат настани кои што ќе треба да го најават фестивалот. Еве не сум скромен, некои работи кои што можам да ги кажам, ќе ги кажам. Мислам дека во среда, значи на 29 ќе имаме концертни изданија на плоштадот во Валандово, каде што ќе се повторно слави македонската народна песна. Гостинка ќе ни биде Сузана Гавазова, ето тоа можам да го кажам. На самиот плоштад ќе настапат и најразлични културно-уметнички друштва, ќе има програм баш за сите генерации и за младите да се запознаат со она што значи Фолкфест Валандово низ историјата, а исто така и повозрастните да се потсетат на она што некогаш представувало нивни начин на живот. Може ли Фолкфест Валандово како бренд да биде поттик за повеќе гости, дали како локална самоуправа можете да го валоризирате, освен или промоција на она наше културно наследство, односно нашата традиција, изворната музика, македонската нова компонирана песна, тој бренд да биде и во функција на поголема посетеност на... Ние како локална самоуправа на секој можен начин се обидуваме да го валоризираме фестивалот и од него да ги извлечеме сите оние работи кои што може да донесат дополнителни нус ефекти за локалната заедница во Валандово. Јас во повеќе наврати имам кажано и веќе повторам и уште еднаш, Фолкфест Валандово не представува фестивал само на општина Валандово, тоа е фестивал од врвен национален интерес. Значи фестивал кој што е втемелен во македонскиот идентитет, нема веселба во која што се запоставени песните од Фолкфест Валандово и затоа сметам и зборувам гласно на тие теми во повеќе наврати, бидејќи и државата треба пред се, тука и Министерството за култура, заедно да се вложиме во перспектива, да ги искористиме сите моменти и низ историјата што се преплетуваат, а и што како перспектива постојат во иднината, за да извлечеме позитивни ефекти и како локална самоуправа, но исто така и како држава, бидејќи Фолкфест Валандово е надалеку познат, еден од најстарите фестивали во бивша Југославија, практично нема од повозрастните веќе
изведувачи на народна музика кои што не настапиле овде, баш буквално има лансирано голем број на естрадни звезди, така да... Значи, сакате да кажете дека ќе го враќате полека сијајот на овој фестивал на и меѓународни рамки, поголема промоција, едноставно Валандово да биде центар на македонската нова компонирана музика, колку што ве разбрав. Да, така е. Да. Ние уште минатата година ги направивме оние клучни промени кои што беа битни за да го враќаме сијајот и она чувство на валандовчани на припадност кон фестивалот. Фестивалот е вратен во месец мај. Имаше неколку кратки екскурзии кога во месец септември или октомври се одржуваше Фолкфест. Го вративме гласањето на публиката која е присутна во салата, го исклучивме телевоутингот како форма, имаме и стручно жири, сето тоа го правиме транспарентно. Минатата година мислам дека и присутната публика и жирито беа сложни, дека тоа се композициите кои што треба да бидат наградени. Од друга страна, наградниот фонд го намаливме, бидејќи знаете, имаше периоди кога се дава баш басносновни суми за прво наградените композиции. Јас сметам дека уметниците баш кога работат уметност, инспирација може да најдат на многу поразлични начини за да ја покажат својата вредност, така да се надевам дека во иднина уште многу хитови ќе излезат од фестивалската сала Јанко Узунов и дека Фолкфест Валандово ќе стане неизоставен елемент од секој од нас. Колку ќе чини Фолкфест Валандово годинава финансиска конструкција? Околу 4 милиони денари, од кои што 2 милиони денари по упатените жалби ни се одобрени од Министерството за култура. Останатите од буџетот на општина Валандово. Други спонзорства, донатори, бидејќи сепак ова е рековно Има и доста, нели, како што напоменав, пропратни активности. Валандовските компании, а исто така и компании од Струмица се вклучуваат во поддршката на фестивалот. Еве јавна благодарност и повик еве на неколку недели пред официјалниот старт на фестивалот да ни помогнат и оваа година, бидејќи на крајот на краиштата самиот фестивал оди на националниот сервис, го следат сите и тоа е една одлична можност за промоција на компаниите. Апсолутно. Еве моја покана и до сите наши гледачи последната седмица од месец мај да бидат во Валандово, бидејќи има што да видат и едноставно да ги видат она што значи нов лик на Валандово. Дали сте горди на новиот лик на Валандово кој што го направивте во изминатата година и пол од вашиот мандат, со оглед дека Првомојска се среди, доби ново руво, неколку јавни зелени површини добија нов изглед? Еве, на самиот почеток, бидејќи некако спомнав провокација да бидат во Валандово во последната седмица, па да преминеме и на патека кој што треба да реконструирате горе на Валандово. Па секогаш може повеќе, но генерално сум задоволен. Се надевам дека во наредниот период ќе ги интензивираме од многу други такви капитални, инвестициони, инфраструктурни, урбани потфати кои што би го подобриле животот и впечатокот на секој еден граѓанин кој што е дел од нашата локална заедница, така да, генерално сум задоволен. Се сметате дали човек кој што ја раздвижи општината, односно Па мислам дека тоа е неблагодарно. Јас кога ми го поставуваат тоа прашање, јас нон-стоп го давам истиот одговор дека едноставно тоа што јас го поседувам како знаење и како квалитет, целосно го ставам на располагање за да одговорам на функцијата на која што ја имам. Никој и никогаш човек не успева да направи ништо сам, така да околу мене има тим кој што ми помага, исто така мора и граѓаните активно од локалната самоуправа да го даваат придонесот низ тоа патување да правиме подобро место за живење за сите нас, така да се надевам дека граѓаните се задоволни. Освен новиот изглед на Валандово, може да се посети Кучулските водопади кои што ги реализиравте, во тек се Валандовската патека до манастирот Свети Ѓорги. Дали овие два проекти кои што едниот е реализиран, другиот ќе се реализира, очекувате и поголема
посетеност и искористување на природните потенцијали кои што ги има Валандово во функција на локалниот туризам? Туристичкото уредување на Кочулските водопади е завршено, барем таа фаза која што ја работевме веќе околу 2 месеца и многу ми е драго што посебно ете граѓаните на нашата општина и на соседните општини веќе ги посетуваат. Тоа е првото што мораше да се случи. Останатото е промоција да направиме сите заедно и како локална самоуправа и со така Да. И преку самите граѓани на нашата општина да привлечеме повеќе туристи и да запознаеме колку што е можно повеќе граѓани од останатите општини и од државата со богатствата кои што ние ги поседуваме, така да генерално сум задоволен од тоа како еве овие 2 месеца е прифатено Кочулските водопади, но да, тек доправа добивме уште еден грант кој што е во служба на подобрување на инфраструктурата кај Кочулските водопади преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и на руралниот развој, значи изградба на пат таму до Бајрамбос, така да се надевам дека чекор по чекор и инфраструктурно целосно ќе ги подобриме таму условите, бидејќи тоа место и тие краишта од нашата општина имаат неверојатен потенцијал. Додека проектот кој што е туристичко уредување на патеката на патот до, или ние си ја викаме патека од природа до култура, бидејќи таму се испреплетуваат многу и културни и природни и вредности и убавини, треба да се реализира со тоа е проект кој што ќе се работи преку Центарот за развој на југоисточниот плански регион, многу битен за валандовчани, но и за сите останати, бидејќи самиот манастир Свети Георги нели е со огромно значење, традиција, историја, одлична природа, така да ете тоа е уште еден моментум кој што дополнително треба да ја раздвижи нашата општина и да ја стави малку повеќе на туристичката карта во државата. Осветена таа патека до манастирот Свети Ѓоргија и се што се планирано е таму? Па таму е планирано проширување на и реконструкција на самиот пат, исто така осветлување, поставување на павилјони, нови пропратни и спортски и урбани елементи кои што треба нели да го збогатат целиот простор таму, на летниковци, значи клупи, столчиња и такви работи, така да генерално треба се да биде заокружено и да има една функционална целина. Така. Почитувани гледачи, го следите и ја следите емисијата Визави на програмата на Канал Виз, ваш и наш гостин Перо Костадинов, првиот човек на општина Валандово. При крајот на овој месец таму Фолкфест Валандово и една покана за сите оние кои што сакаат да уживаат во добра музика, но и интересни водопади Кочулските, но и патеката до манастирот Свети Ѓорѓија. Да се вратиме сега на она инвестиционо инфраструктурно уредување на општината. Неодамна Министерот за земјоделство рече дека ќе проложи проектот Јужна долина, односно Јужен Вардар, втора фаза, за наводнување на обработливото земјиште во Валандово. До каде е постапката? Може ли да очекуваме оваа година да се раздвижат работите во врска со овој капитален проект кој што ќе значи подобри услови за земјоделците од вашата општина? Вака, тој проект веќе е подпишан договорот и веќе следи периодот на имплементација на проектот, најден е и инвеститорот и значи сите работи се одвиваат во очекуваниот тек. Тоа е најголемата капитална инвестиција која што општина Валандово ја има уште од бившиот систем. Се работи за проект некаде околу 25 милиони евра, кој што директно треба да го поддржи валандовскиот граѓанин, но и валандовскиот земјоделец пред се. Значи се работи за еден проект кој што капитално треба да го осовремени нашето земјоделско производство, да ги намали трошоците и да го направи многу по современо. Во моментот, значи наредниот 21 месец, според договорот треба да се имплементира втората фаза на Јужно-Вардарска долина, која ја опфаќа површината од Удово до Пирава практично, ќе следи потоа и трета фаза. Изведувачот е веќе во
Валандово, така да наредниот период Значи, кај да треба да отпочнат работите за поставување на таа мрежа, би рекол, секундарна или дистрибутивна мрежа за наводнување на обработливите површини во Валандово. Кога го спомнавме тој дел, потегот рековте од Удово кон Пирава, еден проблем, мислам дека и Агенцијата за финансиска поддршка, ако не се лажам, беше истакнато, зборуваме за Министерството за земјоделие, дека ќе се дотирува тој канал кој што беше проблематичен од Горна Маала до Јосифово. Почна ни се работите, како е, обезбедени се средствата? Тоа се два проекти со кои што општина Валандово аплицираше во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Конкретно ние како општина добивме два проекта. Едниот е патот и каналот кај населеното место Горна Мала во Јосифово, другиот е патот во населеното место Удово и двата проекта се капитални и од огромно значење за тој дел од општината, каде што живее доста од нашето население, директно повторно се инволвирани и голем дел од граѓаните кои што живеат таму и земјоделците. Кај Горна Мала и Јосифово имаме еден проблем кој што при сите поголеми врнежи едноставно станува и национална тема, така да се надевам дека го носиме и тој проблем за решавање. Дали оваа година ќе почнат некои работи таму да се имплементираат градоначалници? Значи, според моите информации, многу брзо треба да ги добиеме тие времени решенија од агенцијата и да започнат постапките и имплементацијата, односно реализацијата на тие проекти. Така. Добро, овие се средства кои што доаѓаат од државниот буџет. Што планирате согласно годишните програми кои што ги имате како локална самоуправа со оние сопствени средства? Забележав еден ваш статус, изградба на улица во Марвинци, реконструкција и уредување на централно градско подршје Валандово. Кога со годишната програма за реконструкција и изградба на локални улици и патишта, конкретно ќе биде реализирана таа улица во населеното место Марвинци. Тоа е населено место во Бојмискиот реон, едно од најзапоставените населени места инфраструктурно во општина Валандово, така да поголемиот дел од средствата оваа година ги насочивме таму. Зборувам од годишната програма за улици и за патишта. Сметам дека ние треба да секој граѓанин плаќа подеднакво и го полни подеднакво општинскиот буџет, така да мораме средствата да ги распределуваме кон сите и да носиме рамномерен развој на територијата на општината, така да многу ми е драго. Таму веќе го потпишавме договорот, завршена е јавната набавка, во месец мај ќе започнат изведбените работи. Многу брзо очекувам да биде реализирана, значи, таа изградбата на таа улица. Во тој Бојмиски дел, ако не се лажам, завршена ли е канализацијата како еден од проблемите или се уште се работи и не е дозавршена? Бидејќи знам дека еден период таму интензивно се работеше. Вака, во Бојмискиот реон тоа е клучниот проблем што имаме имплементирано прва фаза изградба на канализационен систем, втора фаза, значи, се уште не е започнат. Го имавме аплицирано на повеќе повици и државни и меѓународни, но многу брзо очекувам да направиме ребаланс на нашиот буџет и до крајот на годината да ја завршиме втората фаза со наши средства. Во Бојмискиот реон изминатиот период изградивме комплетно нова детска градинка, сега следи нејзиното отварање и пуштање во употреба. Исто така изградивме патеката, бидејќи со отварањето на новиот автопат, тој дел од регионалниот пат кој што не поврзува Валандово со Струмица, со Доиран, со Гевгелија, стана најфреквентниот дел од нашата општина, баш буквално лицето на нашата општина, така да од сопствени средства наредниот период доста инвестиции ќе насочуваме таму, бидејќи сметам дека тие населени места не само што беа запоставени изминатиот период, туку едноставно наредниот период мора да им дадеме приоритет, бидејќи стануваат лицето на нашата општина. Од кај Гевгелија? Да, тоа се населените места Брајковци, Балинци и Марвинци. Така е. Но ако се според онаа годишна програма забележувам дека планирани ви се инвестиции и Пирава, Јосифово и Удово, од каде што потекнувате. Во Удово парк и плоштад, повторно Удово мислам дека го забележав некаде, но што се планирате во овие населени места?
Во Удово конкретно ја спомнавме веќе улицата, односно патот кој што ќе се работи преку Агенцијата за финансиска поддршка. Другиот проект кој што го споменувате е изградбата на плоштадот и паркот во населеното место. Тоа ќе биде од буџетски средства од буџетот на општина Валандово. Па мислам дека некаде на почетокот на летниот период, јуни, треба да започнеме со процесот, односно со објавување на јавната набавка. Ако тргнеме малку кон Валандово, Пирава, Јосифово? Исто така во Пирава реконструкцијата на фудбалското игралиште. Ќе да градите фудбалско игралиште или ќе планирате реконструкција сега? Реконструкција. Реконструкција, да. Така. Иако тоа е во многу лоша состојба, така да... Така. А забележам и нова детска градинка во населеното место Јосифово. Да. Тоа е комплетно нова или ќе се реконструира некој или ќе се опременува Тоа е комплетно нова, бидејќи во моментот би рекол дека таму има најмногу потреба, нема доволно капацитет, постојната детска градинка, односно клонот кој што се наоѓа таму, така да тоа е едно од најголемите барања на граѓаните во Јосифово и затоа заедно преку Министерството за труд и социјална политика ќе го работиме тој проект. Дали досега збориме за проекти кои што се реализираат или пак тек доправа ќе се реализираат, господин Костадинов, дали досега во овие 1,5 година ваш мандат некако бевте распоредени по населените места во реализација на одредени проекти и во Бојмискиот дел, и во овој потек, и во Валандово, или пак бевте насочени само во централно, мислам во градското подрачје? Не, значи баш буквално секаде ми замеруваат за две населени места, бидејќи општина Валандово е општина која што за разлика и од другите општини кои што ни се во соседството, а кои што има дури и поголем број на жители од нас, има многу живи населени места, значи некаде околу 18-19 живи населени места имаме каде што баш буквално се има потребна на граѓаните основна инфраструктура и нормални услови за живот и треба секаде ние да се фокусираме. Општината е градот и трите поголеми населени места како Пираван или Јосифово и Јудово, Бојмискиот район, но имаме доста населени места со турско население. Чалакли. Ги имаме, тоа сакав да кажам дека имам реакции во оваа година и пол од населените места Грчиште и Собри, кои што нели сметаат дека се запоставени, но тоа воопшто не е така. Одредени инвестиции наредниот период ќе бидат насочени и таму, нели се релативно помали населените места од другите кои што ги споменувам сега, но инфраструктура мора да има секаде. Ние во Калково изградивме комплетно ново повеќенаменско фудбалско игралиште, во Казандол, кое што исто така мало населено место, изградивме комплетно ново училиште со поддршка на турската владина агенција ТИКА, со поддршка на турската агенција ТИКА во Чалакли заедно ќе работиме една улица, фактички централната улица во тоа населено место. Работиме комплетно нов проект за водовод во населеното место Калково. Работиме проект за канализационен систем во Чалакли и баш се трудиме значи да ги опфатиме сите населени места и инфраструктурата да ја распределиме насекаде. Различни се приоритетите од населено место до населено место. Некаде изминатите години самите населени места се развивале подинамично, локалната самоуправа помалку или повеќе во одредени вложувала нели најразлично, но кога добро ќе се постават приоритетите, кога ќе се знае нели што е тоа што е водечки приоритет, мислам дека нема некои посебни ниту дилеми, ниту пречки. Сакам да искористам приликата, бидејќи во и мојата изборна програма беше ветен еден проект кој што треба нели да ја раздвижи локалната економија. Започнуваме постапки за отварање на нови индустријски области во Валандово. Наредниот период треба да биде изграден и стационарот за куќињата бездомници, нели преку Центарот за развој на југоисточниот плански регион, така да имаме повеќе проекти од најразлични нели аспекти.
Сега, сите би сакале многу од работите да бидат Преку побрзо ноќ, и би сакале нели да имаме повеќе средства, но наша задача е ние секојдневно да се бориме. Го спомнавте Казандол, прашањето кое што се наметнува, дали ќе се врати во првобитна состојба оној локалитет околу рудникот Казандол за кој што Валандова беше еден поборник изминатиот период, а и вие лично како прв човек. Имате ли сознание дали таму ќе се врати во првобитна состојба? Мислам дека и локација каде што треба да биде вториот Во близина е. Мислите за стационар, така стационар, во близина е на таа локација, според моите информации се започнати одредени постапки нели за тој дел, тој терен таму кој што беше на некој начин нели и уништен при работите кои што се одвиваа околу рударскиот комплекс Казандол, дека ќе биде вратен во првобитната состојба. Добро. Ги спомнавте индустријските области, може би немате директни како ингеренции, би сакал како локална самоуправа работите ли на привлекување на инвеститори? Дали урбанизирате одредени парцели за изградба на капацитети? Мислам дека Јосифово, ако не се лажам, завршна или... Во моментот на индустријската зона во Јосифово се одвиваат градежни работи за поставување на основната инфраструктура, како канализација, водовод, осветлување, така, улици. Ние наследивме општината без проект за таа индустријска зона, во меѓувреме направивме проектна документација, еве сега реализацијата ја виде светлото. Виде светлото на денот, на секој може начин се обидуваме нели во суштина толку колку што ни дозволуваат ингеренциите да и можностите да подобруваме да го подобруваме бизнис амбиентот. Во суштина се надевам дека наредниот период во соработка нели со владата на нашата земја ќе успееме така еден поприлично посериозен инвеститор да донесеме во Валандово, со кој што голем дел од тие економски прашања нели би успеале да подобриле. Така. Како сте со кондицијата на буџетот, реализацијата? Добро ви оди за оваа година, дали динамиката на исполнување, бидејќи сепак за да се реализираат одредени проекти треба да ги соберете средства или пак да ги обезбедите. Менаџирањето со локалните самоуправи, тоа колку градоначалниците ќе обезбедат средства за реализација така, на овие проекти? Буџетот на општина Валандова е генерално стабилен, но е многу мал и тоа ни представува најголемиот проблем. Се обидуваме секојдневно да ги забрзаме оние постапки кои што треба да ја раздвижат приходната страна на буџетот, а тоа се нели завршување на урбанистичките постапки кои што дополнително нели потоа треба да ни донесат финансиска инјекција во смисла на комунали и останати приходи. На сам крај што остана таа одлуката на Совет да се донесе за урбанистичкиот план во Јосифово со години нели очекувано од тамошното население се поминаа јавните презентации за урбанистичкиот план во градот Валандово, по населените места веќе ни се во завршни фази. Се надевам дека тие некои институционални моменти и финеси кои што треба да ги разрешиме помеѓу институциите, дека наредниот период ќе оди побрзо и дека навистина ќе ги решиме тие прашања. Урбанизацијата е постојано не само ваш проблем, тоа е проблем на речиси на сите локални самоуправи кога станува збор за привлекување на одредени инвеститори, но тешко одат носењето на тие детални урбанистички планови пред се заради таа институционализација. Реагирате ли преку ЗЛС, градоначалниче, да се реши овој проблем, бидејќи конечно не е само ова на Валандово, туку и на останатите општини кои што барат дополнителни средства? Така е. Таму според мене лично треба да се случат многу корекции во самите законски решенија кои што се на сила. Се надевам дека наредниот период ќе биде тоа направено, бидејќи ние имаме многу закони кои што во практика се покажуваат како нефункционални и затоа системот мора добро да комуницира помеѓу себе и таквите како да кажам, и недостатоци и неправилности да ги отклонува. Навистина се надеваме за сите прашања, се обидувам да бидам гласен, бидејќи нели не смееме да дозволиме проблемите да тлеат, туку треба да ги поставиме на маса и да ги решаваме. Така. Да полека да привршувам, уште 3 прашања има.
колку општината успева да обезбедува средства од донатори, средства од меѓународни фондови, дали го реализирате проектот со соседна Грција кој што минатата година го отпочнавте, до каде е неговата реализација? Прекограничниот проект со Република Грција, каде што ние сме и партнери за енергетски ефикасни објекти, 3M. Така е. Тука е вклучен и Радовиш. Да, и Радовиш е вклучен, СРС од Грција и уште двајца партнери. Во тек е тендерската постапка за оној најбитниот дел, градежниот дел, така да имплементацијата на тој проект си тече според планираното. Го затворивме целосно проектот кој што го реализиравме преку гранична соработка со Република Бугарија, така да секој можен момент кој што ни стои на располагање како повик за меѓународна апликација за добивање на средства, ние како локална самоуправа го користиме. Бевте градоначалникот кој што потегли, направи исчекор во решавањето со гробиштата, дали е веќе парцелата уредена, средена и мислам се навистина тоа беше еден проблем кој што се провејуваше, и вие лично сте го следеле како новинар. На граѓаните, тоа беше граѓански проблем. Целиот тој процес и ние имавме ветување во нашата изборна програма дека тоа ќе го решиме и ќе го ставиме како приоритетно прашање. Мене ми е многу драго што не само што ги решивме тие проблемите со локација, со средување на таа локална урбанистичка планска документација, туку веќе ја завршивме првата фаза, го оградивме просторот, веќе сме на самиот крај од втората фаза која што значи инфраструктура и парцелизација на новите градски гробишта, така да таму работата е комплетно завршена, ќе остане во перспектива оние завршни фази кои што треба дополнително да бидат направени, но генерално тоа прашање мислам дека веќе е затворено. И за крај, некако го заобиколивме, но во секој случај чистотата е секогаш огледало на секоја локална самоуправа, на секоја општина. Како стоите, знам дека се реализира повеќе проекти, но јас би сакала институционален фокус на јавното предпријатие Валандовски сервис, ако не се лажем, или како комунален сервис Валандово. Комунален сервис Валандово. Како стоите со капацитетот на ова јавно предпријатие кој што треба да биде огледало и работите ли на подигнување на јавната свест во тој поглед, бидејќи некако цела држава се фокусиравме, па ако не се лажам и Европската унија почне една кампања да почнеме од себе кога станува. Апсолутно, и Европската унија наредниот период дополнително уште повеќе ќе го нагласи тој момент. Мислам сите треба да бидеме свесни дека мораме самите да направиме, да живееме во подобра и во почиста и поквалитетна животна средина и услови. Проблемот навистина е национален и навистина ни треба системски пристап. Имаше пред веќе година дена давање на нашите ингеренции кон централната власт за регионалната депонија. За на државно ниво да се решава тоа преку Министерството за животна средина. Ние ги користиме капацитетите кои што се на располагање и на локалната самоуправа и на јавното комунално предпријатие. Валандово има, и претходно напоменав, доста населени места. Површината е голема на нашата општина, и навистина тешко ги решаваме тие проблеми. Морам да признам и многу се надевам дека многу брзо ќе се изнајде тоа финално решение каде што ќе направиме функционален систем. Во тој систем мора да учествува државата, мора да учествува локалната самоуправа, но мора да учествуваат и граѓаните. Мора да се навикнеме веќе еднаш за секогаш дека како што се грижиме за нас, за нашето тело, така треба да се грижиме и за средината во која што живееме, бидејќи се тоа е поврзано. Задоволни ли сте од функционирањето на комунален сервис? Генерално да. Може повеќе? Дека реакциите претпоставам дека доаѓаат и до кај вас, дека може да се значително подобрат услугите кои што ги нуди комунален сервис. Јас во секој еден момент кажувам дека сегогаш секој од нас може подобро и секој од нас може и мора да ги поместува сопствените граници на тоа до каде отишол и каде се стреми. Генерално, значи со капацитетите со кои што располага јавното комунално предпријатие, мислам дека го дава
својот максимум. Изминатиот период со поддршка на јапонска и поддршка на јапонската амбасада добивме и нов багер ровокопач. Се надевам дека од ден во ден ќе ги подобруваме условите. Јавното комунално предпријатие полека ги знаете, нели, и ги сите ние ги знаеме тие проблеми по населените места каде што тешко местните заедници даваат ингеренции на јавното комунално предпријатие. Не го стапуваат водоводот. Успеавме минатата година Бојмискиот реон кој што го споменувавме и претходно да биде целосно под надлежност на јавното комунално предпријатие. Малтене веќе уште 2 населени места и целата територија ќе работи самото комунално предпријатие. Толку колку што ни се можностите, се трудиме и се надевам дека ќе бидеме уште подобри наредниот период. Во функција на граѓаните. Градоначалниче Костадинов, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Верувам дека ги запознавме и ги информиравме граѓаните на општина Валандово за и околу проектите кои што се планирани, но и жителите од југоистокот за она зошто да дојдат во Валандово. Ве благодарам уште еднаш што благодарам на поканата. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со потсетување дека последната седмица од месец мај посветете ја на Валандово, посетете го Фолкфест Валандово, но и сите они убавини кои што ги нуди оваа локална самоуправа. Секој добро, пријатна вечер.